Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада. Во нив ќе гледате. Црвен крст Тетово изврши едукативна акција во Сдруженијето за пензионери Тетово по повод Светскиот ден на борба против туберкулозата. Министерот за образование и наука Јетон Шаќири во посета на компанијата БФМ Компани. Притрес во Гостиварско, пронајден кокаин, приведено едно лице. Црвен крст Тетово изврши едукативна акција во Сдруженијето за пензионери Тетово. На пензионерите во Сдруженијето им беа доделени едукативни флаери и кутија за прва помош по повод Светскиот ден на борба против туберкулозата. Подигање на јавната свест за туберкулозата како заразно заболување. Црвениот крст од Тетово со акција за едукација на граѓаните денес се упатија во Сдруженијето за пензионери во Тетово, со кое континуирано соработуваат. На пензионерите им доделија едукативни флаери и кутија за прва помош, која ќе им биде од голема корист. Инаку ваквата акција освен во Сдруженијето се одвива и по средните училишта во Тетово. Овде сме по повод одбележување на денот на туберкулозата, кој што знаеме какви последици носи. Знаеме дека туберкулозата е заразна болест и овде сме за да подигнеме јавната свест кај сите граѓани, а и да дадеме поддршка на сите заболени и како резултат на тоа делевме флаери да не чекаат со појавените први симптоми веднаш да се упатат на лекар, затоа што знаеме дека колкави последици, смртни последици носи. Овде сме уште по еден повод да одбележиме соработка со Сдруженијето на пензионери во чест на нивната амбуланта која во неодамна отворена, да дадеме поддршка дека тука сме, соработката ќе трае. Сега во денешно време туберкулозата не е толку расширена и распространета затоа што постои вакцина, нели ТБЦ вакцината. Соработката со Црвениот крст е од големо значење за нас, особено за практикување превенција во однос на заболувања како што е туберкулозата, велат од Сдруженијето. Пензионерите се особено задоволни што неодамна добија и можност за бесплатни ехопрегледи во рамки на новоотворената амбуланта во објектот. Ова значи многу, бидејќи се одбележува еден ден за болест која многу е проширена туберкулозата, меѓутоа на денешно време се лечи таквата болест. Благодарност голема за Црвен крст што еве доаѓаат овде, ни подарија кутија за прва помош за отворената амбуланта која функционира од први овде во домот на пензионерите. Соработката ни е на високо ниво и мислим дека ќе продолжиме и понатаму да соработуваме, бидејќи е многу позитивно ова соработка со Црвен крст. Еве сега почнавме со остеопороза. Првиот ден се прегледа околу 15 пензионери, а другиот дел е ехо прегледи кој ги врши познатиот тетовски лекар Павле Спасеновски и многу се задоволни, бидејќи и бесплатно и без термин и се почитуваат термините овде вторник и петок од 10 до 2 часот. Вршат прегледи и се задоволни. Иако туберкулозата не е толку застапена како во минатото, со појавата на пандемијата се јавуваат случаи на нов тип туберкулоза, вели доктор Павле Спасеновски. Порано туберкулозата кај нас беше во голем процент застапена, во последно време она е намалена до истребување од моје сознание, но сега со оглед на пандемија се јавува нов тип на туберкулоза кој е сличен на пандемијата, ама изгледа терапијата е малку потешка. Со оглед на тоа треба да се зголеми здравствената просветеност, односно совеста кај народот за да се заштити навреме. Се што е навреме се лечи. Така е во медицината.
Затоа ги повикувам сите кои имаат блиски симптоми или слични симптоми да се јават на лекар, зашто се што е навреме се лечи. Инаку 25 март се одбележува како Светски ден на борба против туберкулозата. Министерот за образование и наука Јетон Шаќири денес ја посети компанијата БФМ Компани и одговори на неколку новинарски прашања. Имавме прилика да ги видиме условите која компанијата ги имаат подготвено конкретно за тоа што ние го промовиравме околу 40 дена за стручно професионалното образование, каде во состаноците што ги реализиравме со сите директори од средно-стручните училишта, со сите градоначалници, со сите представници на компаниите, кажавме дека да се разгледа како можност децата да можат да изберат стручно и тоа после тоа да имат простор за да се вработат во пазарот на трудот. Денеска имав прилика овде во оваа компанија да ги видиме условите и тоа што оваа компанија имат подготвено конкретно за оваа работа, но тоа не значи дека само за подготовка за практична настава, но имаат подготовка и план како понатака општествената одговорност на компанијата да го развиват. Значи да ги задржат децата да имат можност да се вработат, после тоа и да унапредуваат во кариера. Го користам приликата сите да ги повикам, по-конкретно да го разгледат оваа можност, како оваа компанија и другите компании да соработуваат со локалната самоуправа, да соработуваат со Министерството за Центарот за стручно образование, заради тоа што секој што имате одговорност во овој процес да можеме да развиеме учебни програми за потреби на пазарот на труд. Овој процес го гледам многу важен, заради тоа што со овие три важни компоненти, што се локалната самоуправа, Министерството и компаниите, се многу важен фактор за наредно вработување на децата. Стопанската комора на Северозападна Македонија се стремува кон човечкиот капитал како главен столб на бизнисот и со оглед на фактот дека многу од младите ни заминуваат во странство, денешната активност добива во тежина, бидејќи го имаме министерот за образование и наука, од блиску да му презентираме што нашата членка БФМ има сработено досега. Ова иницијатива се однесува на основање и функционализирање на тренинг центар кој ќе им овозможи на младите од Полошкиот регион, не би рекол само за Тетово, од Полошкиот регион да си имат можност да се квалификуваат, да си добиват од тоа што го учат во пракса. А знаеме дека досега во образовниот систем кај нас не се третирало како што треба овој аспект. Ја како представник на компанија БФМ овде у Тетово имав чест да прихватим министер за образование и наука и господинот директор од Економска комора, каде зборевме за системот за практично образование дуал. Ние покажавме нашите ставки и наши оферти што имаме и можности што сме спремни да им пружиме на деца кои што сакат да се образуваат со практично учење. Во интервју за МИА, премиерот Димитар Ковачевски смирува и вели дека државата е тука за граѓаните во време на криза, им помага и финансиски ги поддржува, и тоа ќе продолжи и во иднина. Ковачевски ги акцентира и покачувањето на платите и пензиите како дел од економските политики за силна поддршка на стандардот на граѓаните. Ние уште пред креирањето на буџетот во 2021 година за 2022 година предвидовме дека енергетската криза веќе беше почната и тогаш го намаливме и ДДВ-то за граѓаните за електрична енергија уште на крајот на првата половина на 2021 година, а додека за 2022 година определивме средства во буџетот, во резервите, за да може да ја одржуваме ликвидноста на енергетскиот сектор. При тоа 80% од сметките за електрична енергија на граѓаните се субвенционираат преку буџетот. Истото се однесува и на сметките за парно грејење во Скопје. Пензиите ги покачивме и ја сменивме методологијата со тоа што ќе имаме најголемо покачување на пензиите во оваа година и методологијата ќе важи за сите години нанапред. Ние како одговор на кризата направивме веќе пакет на антикризни мерки
26 мерки антикризни беа донесени, кои што се со вредност од 400 милиони евра и кои што значат намалување на ДДВ-то и на акцизата кај горивата и намалување на ДДВ-то кај електричната енергија, односно продолжување на важењето на веќе донесеното намалување, издвојување на финансиски средства за најранливите категории на граѓани, за 35.000 граѓани, 3 месеци по 1.000 денари, носење на пакет мерки преку развојната банка за одржување на ликвидноста на компаниите, бидејќи тоа е исклучително потребно во рамки на ваква криза, и на дневно ограничување на маржите на прехранбените производи во малопродажбата и во големопродажбата, заекнување на контролите во однос на злоупотреба на пазарна позиција од страна на одледени продавачи, бидејќи државата треба да биде тука за сите граѓани кога е најтешко и не смее да дозволи никој да ја злоупотреби својата пазарна положба во вакви тешки услови кога може да се јавуваат шпекулации на пазарот и нормално постојано на дневно ниво надлежните министерства ги следат движењата како на светските берзи, така и на регионални. Претрес во Гостиварско пронајден кокаин, приведено едно лице. Во полицијата пријавени и неколку физички напади. Полицијата вчера во 22 часот и 40 минути во село Чегране, Гостиварско, лишила од слобода 46 годишен жител на селото, затоа што при претрес во неговиот дом извршен со судска наредба. Биле пронајдени од земени 22 пакувања кокаин и пари. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање и расчистување на случајот. Против него ќе биде поднесена пријава по член 215 од Кривичниот законник. Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. 35 годишна жителка на Тетовско, Желино, вчера во СВР Тетово пријавила дека на улица 120 во Тетово нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од две лица. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. 67 годишен тетовец вчера во СВР Тетово пријавил дека на улица Мурат Бафтијари во Тетово бил физички нападнат од неговиот 41 годишен сосед, кој нешто подоцна е повикан во полициска станица Тетово. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Вчера косовски државјанин со времен престој во Неготино Полошко во СВР Тетово пријавил дека во пекарница во која работел бил физички нападнат од едно лице од Скопје поради нерасчистени должничко-доверителски односи. Се расчистува и документира случајот. Во полициската станица Тетово вчера бил повикан 23 годишник од Тетовска Мала Речица, чие куче, според пријавеното, го нападнало и повредило синот на неговиот 36 годишен сосед. Се расчистува и документира случајот и против него ќе следува поднесок.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!